Светиниколските земјоделци си ги бараат ветените 6.000 денари од министерот за земјоделие Лјупчо Николовски. Тие велат, парите ни ги вети како дополнителни субвенции, но ниту нив ги имаме, ниту субвенциите ги добивме. Велат дека ова не е се. Ресорното министерство останува глуво и на барањата на овчеполските фармери за ослободување од плаќањето на закупнина за земјоделско земјиште. Баравме од повеќе пати од Министерство за земјоделие за ослободување од елементарната непогода од киријата. Меѓутоа, неколку пати поднасовме и барање, и доставува, и разговори правевме, од таму нема слух за ова работа. Пред некој ден и баравме да ни ги сплатат тие 100 евра што ни се обаќани од прошлава година, 100 евра, и ги бараме за останатите субвенции и не ни е платено семенската роба. Земјоделците се бесни на најавата на премиерот Зоран Заев дека од наредната година за да се добие субвенции ќе мораат да произведат 10% повеќе од претходната. Тие прашуваат што ќе се случи доколку временските услови не го дозволат тоа. Напоменуваат дека земјоделството е фабрика на отворено и за крајниот род не секогаш главната улога ја има земјоделецот. Ние земјоделците од Чупулијата вака ќе кажеме. Слободно ние од нас ќе дадеме све, нека биде така. Ќе дадеме рање, ќе дадеме, ако обезбедат они семенско оригинал, ќе насееме, ќе дадеме ѓубриво. Но премиера што захтева така, ние захтеваме нега вака. Кога ќе треба дошол, нека даде дошол в Чупулијата. Значи од нас ќе биде дадено семето, рањето, трудо, све ќе биде дадено, в Чупулијата страда само за вода. Штом тој захтева така, ние викаме вака. Штом може он се да натера нас, нека ни даде бери вода. Пред самиот почеток на есенската сејдба, земјоделците стравуваат дека и наредната година ќе биде тешка. Златков вели, без помош од државата, земјоделството ќе доживее колапс. Временските услови се неповолни, не се добри. Ако продолжи вака и едната година да биде, значи земјоделците немаат моќ, ќе не можат да насејат, немаат пари и што ќе се случи? Значи мора да пропаднат. А нема помош од државата, тоа ќе биде. Доколку барањата не се исполнат, земјоделците велат дека својот револт ќе го искажат преку масовни протести. Обидот на К1 телевизија за барањата на земјоделците да добие став од ресорното министерство останаа безуспешни.